Спомен домот Асном во Кочани, граден во 80-тите години на минатиот век, според функцијата требаше да одговори на барањата за работа на повеќе установи, организации и здруженија на граѓани. Делумно таа функција беше остварена преку работата на Пионерскиот дом, библиотеката и музичкото училиште. Во спомен домот Асном свое место имаше и народната техника преку работењето на радиоаматерскиот клуб Никола Тесла. Со транзиционите процеси состојбите драстично се променија. Престана со работа Пионерскиот дом, библиотеката се пресели во нови простории, а делот од народната техника воопшто и не проработи. Радиоклубот Никола Тесла престана да функционира. Објектот денес е оставен на милост и немилост на честите посетители кои ги искршиле стаклата од вратите и прозорците и носат она што останало од натрешноста на објектот. На неколку метри од северната страна на спомен домот Асном деновиве е паднат дел од подпорниот зид. Бетонски блокови и земја надвиснале над асфалтот и се вистинска опасност за посетителите и минувачите, посебно за децата ромчиња од старата касарна кои се играат на овој простор. На истата западна страна од објектот, опасноста за минувачите демне е секојдневно од надвиснатиот прозорец кој само што не паднал. Голем дел од прозорците и вратите се испогршени и од нив останале делови сокриени зад металните решетки. Ни најмалку розова слика за овој објект во кој најголемиот дел од просторот го користи правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Можеби последната посета на представниците од владата кои ја скенираа состојбата со целокупниот комплекс на спомен домот Асном ќе донесе нови решенија во корист на правилното и функционалното искористување на објектот